znaj mila, nema kraj te najdo tebe, se gledam sebe, na planina izrovana. O partizani, mila ke voda, o mila daj, mila znaj mila, nema kraj o partizani, mila ke voda, za sloboda će se bora. Во меѓувреме, во Куманово и по Козјачките села се регрутираат нови борци. На 2 август 1943 година во селото Сливница кај Врање се формира Кумановскиот партизански одред од 23 борци. За командант е назначен Христијан Тодоровски Карпош. Новоформираниот одред низ повеќе борби заедно со партизаните на подрачјето на Јужна Србија, Врање, Прешево и Бујановац, се стекнува со драгоцено искуство на партизанско герилско војување. Со одлука на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, одредот есента 1943 година се префрла во Козјачкиот крај каде карпошовците ја започнуваат својата нова борбена епопеја. Карпош успева да стигне на секое место. Организира политички собери по селата и ја објаснува линијата на Народно-ослободителната војна. Во очите на народот од Козјачијата расте угледот на младиот партизански командант. Припадник на одредот е и поетот Ацо Шопов, кој во паузите меѓу две борби бележи напеви од песните и ги стилизира во уметнички творби. Арслан му сковал карпена снага и ножо историл од раце гори. Орел му горски изострил очи, народ го прибрал в своите поли. Во ноември 1943 година Карпош командува со партизански одред од 79 борци распоредени во 3 чети. Со подоцнежните борбени успеси, Козјачијата станува слободна територија. Со наредба број 7 на штабот на оперативната зона на Нов на Македонија од 1 декември 1943 година, одредот прераснува во прв Кумановски народно-ослободителен партизански батаљон Јордан Николов Орце. Христијан Карпош е назначен за командант на батаљонот. Декември е 1943 година. Доаѓаат денови на конечна пресметка со фашистичкиот окупатор и домашните предавници. Пресудни битки за славното Пелинце, за крвавиот Дренак и за Билјача село. Бројни учесници во битките подоцна ќе запишат. Битката на Дренак за нас значеше да се биде или не. 5 бригади со 600 четници не нападнаа тоа декемвриско предпладне со намера да не уништат. А ние сал 140 души далеку, послабо вооружени од непријателот. Борбата траеше до доцна во ноќта. Извојувавме тешка победа благодарение на добро утврдената борбена положба и на храброста на нашите борци, но пред се на високата воена способност и мудрост на нашиот командант Христијан Карпош. За славната битка на Дренак, поетот и воен хроничар Ацо Шопов има запишано: Дренак беше крвав, но беше наш. Четниците ги беа довлекле сите сили од Лесковац до Куманово. Целиот така наречен Вардарски корпус. Ние бевме обиколени од сите страни. Ситуацијата беше мощна, сериозна. Карпош неуморно ги обиколуваше нашите положаи и на борците им даваше инструкции. Да не се пука без потреба, да се употребува оружјето само кога ќе се види целта. Пукањето е дозволено само во живо месо. Карпош командуваше јуриш. Ги понесе борците како виор. Беше насекаде. Четниците наполно се разбиени. На 13 јануари 1944 година, во славното Пелинце, една од најсигурните партизански бази, следуваше наредната победоносна битка на Карпошовиот батаљон против озлогласениот казненопотерен полициски одред Бенковски.
Одредот имаше задача да го уништи партизанското движење и да ги изгори селата на Козјачијата. Битката траеше 4 сати. Казнениот полициски одред наполно е поразен и разоружен. Во безредие се повлекува и бега кон Куманово. Во битката на Пелинце загина еден од најпопуларните карпошовци, командирот на младинскиот вод Ангел Лазаревски Шаиче. Зима е 1944 година. Во тоа општонародно движење завидно место зазема и борбената Козјачија. Во нејзините сигурни пазови, партизаните уживаат голема почит и авторитет. Христијан Карпош во народот е омилен и веќе воспеан командант. Тој е легенда. Него куршум не го бие, се говореше во народот. Но дојде кобниот час. На 7 февруари, 8 ден со длабок снег. Околните ридови се оковани во студ и длабока тишина. Од Рујан планина, кон рамнината кај Прешево се спуштаат долги колони партизани. Маршираат борците на вториот јужноморавски одред, Косовскиот одред и Кумановскиот батальон Јордан Николов борци. Се движат споро поради длабокиот снег. Целта е селото Билјач, во близината на Прешево. Таму, во полициската станица и во селското училиште, се стационирани силни формации на бугарската војска и полиција. Во крајно тешки временски услови со силен ветер и снежна вијулица, заедничкиот напад на српските и македонските партизани започна во доцните попладневни часови.